минути за урбани вести, добре дојдовте. Градот Скопје денеска потпиша договор за заем од 10 милиони евра за набавка на 35 екоавтобуси. Ова е веста на денот, во продолжение следуваат останатите наслови за денеска. Останете со нас. Потпишан договор за заем од 10 милиони евра за набавка на нови автобуси. Улиците проодни, денеска се расчистуваат тротоарите во сите скопски општини. Скопје повторно најзагаден град во светот. Граѓаните може да аплицираат за субвенции за печки на пелети. За време на викендот примени се 6 нови заболени од морбили, а досега вакцинирани се 4345 деца. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов потпиша договор со Европската банка за обнова и развој за заем во вредност од 10 милиони евра за набавката на нови 35 екоавтобуси во Скопје. За набавката на автобусите ќе бидат обезбедени и дополнителни 1,8 милиони евра од јавното сообраќајно предпријатие и грант од 1,1 милион евра за техничка соработка при подготовката на проектот. Автобусите ќе бидат нископодни, дел од нив ќе бидат дупли, а дел единични. До крајот на годинава или најдоцна до почетокот на наредната година се очекува низ скопските улици да се појават новите еколошки автобуси, за кои што денеска беше потпишан договор за заем од 10 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. Станува збор за 35 нископодни, зглобни и моноавтобуси на компримиран газ, кои треба да ги намалат емисиите на јаглерод диоксид за најмалку 15%. Во проектот со сопствени средства во износ од 1,8 милиони евра учествува и јавното сообраќајно предпријатие. На потпишувањето на договорот присуствуваа министерот за финансии Драган Тевдовски, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, директорот на ЈСП Кристијан Чушков и заменик директорот на Европската банка Лин Обрајон. Според проценките на првиот човек на град Скопје, со оваа набавка на автобуси целосно ќе се замени застарениот возен парк на ЈСП. Како што веќе реков, станува збор за нископодни, зглобни и моноавтобуси. Нашата определба е дека 2/3 од возилата ќе бидат зглобни, а 1/3 ќе бидат нормални автобуси. Одлуката овие автобуси да бидат такви ја втемеливме на тоа што веќе мислам дека е познато. Во текот на минатата година извршивме пробни, односно тест возења на различни типови на автобуси од различни производители. По основ на податоците кои што ги добивме како град, ја донесовме оваа одлука за ваков тип на набавка и за ваков вид на возила, бидејќи овие тестирања покажа дека овие возила се и еколошки, и енергетски ефикасни, и економски сериозно многу исплатливи, така што истите готово и да не го загадуваат воздухот, односно загадуваат само 10% од она што сега дизел моторите во јавното сообраќајно предпријатие го прават. Поред директорот на ЈСП Скопје Кристијан Чушков, предноста на новите екоавтобуси не е само во намалувањето на загадувањето на воздухот и поголемиот капацитет за превоз на патници, туку и во можноста да се стават 2 апарати за валидација, а со тоа и пократко задржување на постојките. Ги уверувам граѓаните дека новите автобуси ќе им овозможат побрз и пофункционален јавен превоз, а значително со новите возила ќе придонесеме за подобрување на квалитетот на воздухот. На улиците ќе се вратат зглобните автобуси кои имаат капацитет да превезуваат речиси двојно повеќе патници од двокатните, овозможуваат побрз проток на патници низ возилото, што влијае на скратување на времето потребно за задржување на постојките, што ќе овозможи изголемување на фреквенцијата на возила. Во новите автобуси ќе има можности за валидација на најмалку 2 места во возилото. Сето ова автоматски на граѓаните ќе има возможност побрзо да стасуваат до крајните дестинации. Министерот за финансии нагласи дека заемот од 10 милиони евра е со рок на отплата од 10 години и грејс период од 3 години. Средствата за овој проект се доделени под исклучително поволни услови. Тоа се каматна стапка Еурибор плюс 1%, рок на отплата од 10 години со грејс период од 3 години. И исто така морам да напомнам дека до сегашното портфолио на ЕБРД во земјата изнесува 1,8 милиарда евра за 113 проекти и тој многу кажува, доволно говори за партнерскиот однос
кои што ЕБРД го има кон нашата земја. Заменик директорот на Европската банка за обнова и развој за општинска и еколошка инфраструктура Лин Обрајан потенцираше дека со заемот ќе се подобри и модернизира работењето на автобусите, ќе се зајакне јавниот транспорт во Скопје и ќе се подобри квалитетот на воздухот. Во главниот град исчистени се сите главни улици и булевари, а денеска екипите работат на отстранување на мразот и снегот од тротоарите и пешачките патеки. Како што соопштија од општините, расчистени се и споредните улици, а денеска се работеше на чистење на тротоарите, како и приодите до училиштата, градинките и амбулантите. Доколку во периодот што следува има нови врнежи од снег, тие се подготвени да се справат со истите. Екипите на зимската служба на град Скопје интензивно работи на терен за расчистување на снегот. Главните улици и булевари се исчистени, а денеска се работи на отстранување на мразот од тротоарите. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена и паркови и зеленило на терен со механизација и рачно го чистат снегот од тротоарите, додека екипите на водовод и канализација работат на чистење на сливниците. Град Скопје потсетува дека во надлежност на градот се булеварите и одредени градски улици, а преостанатите улици се во надлежност на општините и тие се задолжени за нивно чистење и одржување. Од град Скопје апелираат до граѓаните, куќните совети и сопствениците на деловни објекти да се придржуваат до законската обврска за чистење на снегот од приодите до нивните објекти. Што се однесува до општинските улици, и таму се работи на терен. Според информациите добиени од општина Ѓорче Петров, зимската служба согласно временските услови веднаш пристапи кон расчистување на снегот со цел да не останат одсечени планинските села. Од општината информира дека во текот на викендот интензивно се работеше на расчистување на сите општински улици, а денеска екипите работат на расчистување на мразот и снегот од тротоарите, приодите до училиштата, детските градинки, како и пред амбулантата. Од општина Бутел соопштија дека екипите интензивно работат на расчистување на улиците. Расчистени се сите главни сообраќајници, а денеска се работи на расчистување на споредните улици и тротоари. Проводни се патиштата до Љубанци, Љуботен и Радишани, а автобусите редовно сообраќаат. Според информациите од општината, во текот на викендот фрлени се 1500 килограми сол. Досега расчистени се улиците Хошимин, Петер Маџунков, Галичник, Коле Канински, како и улицата Призренска, а понатаму се продолжува со расчистување на останатите споредни улици. Од општина Газибаба информира дека во текот на викендот екипите за одржување на зимски услови на општина Газибаба беа на терен и ги расчистуваа улиците од снегот. Улиците во сите населени места кои се во надлежност на општината се исчистени и проодни, а службите на градот Скопје ги исчистија и булеварите. Денеска службите на јавното комунално предпријатие Газибаба заедно со градското комунално предпријатие ги чистеа од снег пешачките патеки, како и приодите до училиштата, градинките и амбулантите. Од општина Газибаба апелираат до граѓаните возилата да ги паркираат настрана од коловозите, како би овозможиле на службите лесен проток низ улиците. Од општина Илинден информираат дека сите патишта се проодни, интензивно се работи на расчистување на тротоарите и пешачките патеки. За време на викендот фрлено е 50 тони сол и 50 тони ризла, а интервенирано е со специјалното возило за зимско одржување на улиците и со уште 3 градежни машини за расчистување на снегот. И од општина Киселаво да информира дека е извршено целосно расчистување на снегот и мразот од улиците, тротоарите, автобуските постојки и пристапните патеки до основните училишта и градинките. Општината досега фрли околу 60 тони сол, а доколку во периодот што следува има нови снежни врнежи, локалната самоуправа подготвена е да се справи со истите. Од вчера Скопје повторно е најзагаден град во светот. Според мерењата на Министерството за животна средина, најзагадено беше кај ректоратот. PM10 частичките достигнаа дури и до 388 микрограми на метар кубен. Високо загадување има и во Карпош и Центар.
Воздухот во Скопје од вчера повторно со високи концентрации на PM10 честички, а според мерењата на Министерството за животна средина и просторно планирање, во текот на ноќта достигнале и над 300 микрограми на метар кубен. Во центар концентрациите почнале да се зголемуваат од вчера утрото, кога биле измерени 58 микрограми на метар кубен, за во 23 часот да достигнат 376 микрограми, од кога почнуваат да се намалуваат, но и натаму се далеку над дозволените. Според мерењето до 12 часот во центар концентрациите на PM10 честичките се 182 микрограми на метар кубен. Во Карпош се движеле од 60 до 321 микрограми. Според мерењето до 12 часот концентрациите на PM10 се 196 микрограми на метар кубен. Кај ректоратот најзагадено било синоќа од 20 до 2 часот по полноќ, кога концентрациите биле над 300, достигнувајќи до 388 микрограми. Денеска се измерени концентрации на PM10 честичките од 194 микрограми. Во Бутел според мерењата исто така во текот на ноќта било најзагадено, но концентрациите достигнале до 190 микрограми. Денеска се измерени 120 микрограми на метар кубен. Според светското рангирање, Скопје денеска се најде на врвот од листата со 216 PM10 честички на метар кубен, а веднаш зад нас е Пакистан и Индија, Кина, Бангладеш, Казакстан, Косово и Непал. Според законските прописи, мерки се активираат кога во 2 последователни денови има среднодневни концентрации над 200 микрограми. Во случај кога има загадување над дозволеното, но под 200 микрограми, на сила се само препораките за користење јавен превоз, возење повеќе лица во едно возило или да не се користи возило без поголема потреба, да не се користи за затоплување прегреано отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума или било кој друг синтетички материјал. Правилно користење на печките на дрва, ограничено движење и активности на отворен простор на најранливата популација, како и земање на витамини. Градот Скопје ги потсетува граѓаните дека е објавен јавниот повик за субвенции за печки на пелети кој ќе трае до 30 ноември 2019 година. Како што соопшти од град Скопје, повикот ќе се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Граѓаните на Скопје може да аплицираат за субвенции за печки на пелети на огласот кој градот Скопје го распиша минатата недела. Јавниот повик ќе трае до 30 ноември 2019 година или до исцрпување на предвидените средства од буџетот на град Скопје за оваа намена. Како што соопшти од град Скопје, повикот ќе се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Со цел да ги стимулира граѓаните да користат почисто гориво и поквалитетни печки за затоплување на своите домови, печки со повисока енергетска ефикасност и пониски емисии на воздухот. Од град Скопје информираат дека на граѓаните што имаат купено печки на пелети од 7 јануари до денот на завршување на повикот, градот ќе им надомести дел од трошоците за набавка на печката во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство. Во текот на викендот на клиниката за инфективни болести примени се 6 нови заболени од морбили, а тројца се амбулански прегледани со јасна клиничка слика на морбили. Како што информираат од Министерството за здравство, досега се вакцинирани 4345 деца со МРП вакцина. 6 нови заболени од морбили се примени во текот на викендот на клиниката за инфективни болести, а уште тројца амбулански се прегледани, со јасна клиничка слика на морбили. Од клиниката информираат дека ова е бран на ново заболени, пошто очекуваат бројката да се зголемува. Најчести компликации од морбилите се белодробните воспаленија. Може да бидат толку сериозни што некои од пациентите ќе треба да имаат потреба од апарати за дишење. Во моментов на клиниката за инфективни болести има вкупно 24 пациенти со морбили. Од Министерството за здравство информираат дека вакцинирани се вкупно 4345 деца со МРП вакцини. За да се спречи ширењето на епидемијата на морбили во Скопје,
Во сите универзитетски клиники донесена одлука за ограничување на посета на пациентите, односно да се забрани посета на пациенти кои лежат на клиниките се до крајот на траењето на епидемијата. Од Министерството за здравство апелираат до родителите да ги почитуваат препораките. На трите пунктови во поликлиниките Јане Сандански, Битпазар и Ѓорче Петров има дежурни лекари секој работен ден од 19:30 до 7:30 часот, а за викендите се на располагање 24 часа во текот на денот. Во работните денови, родителите треба децата прво да ги однесат на матичен лекар. Апелираат до сите родители кои ќе забележат или ќе се посомневаат на првите знаци на болеста, висока температура, децата прво да ги однесат на овие три пунктови. Министерството за здравство ја потсетува јавноста дека се уште е на сила наредбата дека децата кои се невакцинирани нема да бидат примени во детските градинки, со цел да се спречи ширењето на епидемијата прогласена во Скопје. Околу 40 граѓани денеска даруваа крв на редовната крводарителна акција која беше спроведена во општина Аеродром. Општината ги поддржува ваквите акции на хуманите луѓе и крводарители во дарување крв и спасување нечий живот. Денеска во просториите на општина Аеродром беше спроведена крводарителна акција во соработка со Црвен крст на Република Македонија. Кон акцијата се приклучија околу 40 граѓани, од кои дел се вработени во општината, како и многу хумани граѓани. До сега веќе имавме четворица првократни дарители. Исклучително е моментот што денес имавме многу жени и секако млади луѓе. Дарувањето е привилегија на здравиот. Ние сите се согласуваме дека тоа е апсолутниот момент кој што здравиот човек може да го прави во потполно здравје. Дарувајте крв, спасувајте животи. Тоа е добро не само за вашето здравје, туку добро за со еднократно дарување може да се спашат 2 до 3 животи. Така што апелот е младите генерации, постарите работни генерации кои што се уште даруваат крв, значи да продолжат да даруваат, а младите да се пуштат во дарување крв. Тоа е една доблесна и благородна работа која што сите ние треба да ја правиме. Хуманите граѓани кои денеска даруваа крв ги поддржуваат ваквите хуманитарни акции и велат дека ќе продолжат и понатаму да ја даруваат скапоцената течност за да спасат живот. Да, редовно дарувам крв, ова ми е 30-то дарување и ќе продолжам, докторката ми кажа дека до 65 може. Уште 5 години, значи. Што најмногу ве мотивира да се појавувате на ваквите хуманитарни крводарителни акции? Па да ви кажам, тоа станува веќе навика и дека дали даруваш крв да спасиш некој живот. И тоа више ние, јас во ОКТА работев 32 години и таму редовно дарувавме крв и тоа више ми стана навика, така да више не размислувам. Имате ли еден апел до останатите? Па дарувајте што повеќе крв, спасувајте животи, тоа е најблагодарна работа. По мене. Па, ова ми е 4-ти пат. Што најмногу ве мотивира? Па најмногу ме мотивира хуманата компонента на дарувањето на крв. Еве за оние кои што никогаш не дарувале, дали е страшно? Па не е страшно уопште, поготово ги повикам тие што имаат ретка крвна група да дадат крв почесто. Сега прв пат. Керка ми е дека стален крводарител, сега сакам јас да видам прв пат, да. Тоа значи дека таа ве мотивираше? Точно така, и гледам дека денес требаше да дојде, ја нема, а јас сакам да ја заменам. Општина Аеродром ги поддржува ваквите акции на хумани луѓе и крводарители во дарување крв и спасување нечий живот, па апелираат до граѓаните постојано и несебично да ја даруваат скапоцената течност што спасува многу животи. МАПАС ги информира членовите во пензискиот систем за нивната распределба во соодветните пензиски фондови, како и за средствата што ќе бидат пренесувани на нивните индивидуални сметки, вклучувајќи го и надоместокот за ненавремената исплата. Агенцијата за супервизија на капиталното финансиско пензиско осигурување денеска соопшти дека ќе ги информира членовите во пензискиот систем за нивната распределба во сопствените пензиски фондови и за средствата што ќе им бидат пренесени на нивните индивидуални сметки, вклучувајќи го и надоместокот за ненавремената исплата. МАПАС ја известува по широката јавност дека потполно ја поддржува иницијативата на Министерството за труд и социјална политика и во
во рамките на своите надлежности ќе соработува во надлежните институции заради заштита на интересите на членовите на пензиските фондови, се наведува во соопштението. Викендот на пресконференција министерката за труд и социјална политика Мила Царовска обелодени дека на 12.000 осигуреници на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување кои се во двостолниот пензиски систем повеќе години не им биле префрлени средства во вториот столб. Во текот на оваа недела метеоролозите најавуваат облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Од четврток поради заладување врнежите на повисоките места и на некои пониски места ќе преминуваат во снег, а во одделни котлини ќе има услови за магла. Денеска имавме температура од 4 степени, а утре ќе достигне до 5 степен. В среда температурата ќе се движи од -1 до 4, четврток од -3 до 4 и петок од 0 до 5 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување!